Законот за правична застапеност како механизам за утврдување на етничката припадност на вработените ќе го користи јазикот наведен во личната карта на лицето што ќе се пријави на конкурс. Првиот вице-премиер на владата Изет Меджити изјави дека мајчиниот јазик ќе биде клучен за утврдување на етничката припадност врз основа на која ќе се вршат идните вработувања според новиот закон за правична и соодветна застапеност. Edhe kjo është në ligjin, tash nuk është zgjidhje ligjore, është ligj i posaçëm për përfaqësim adekuat dhe është fut letër njoftimi dhe dokumente të tjera personale për përkatësinë etnike, domethënë pa e deklaruar, domethënë shifra qartë se cilës përkatësie etnike i takon. Вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи изјави дека определувањето на квотите во рамки на новата методологија за правична застапеност ќе се базира врз последниот попис на населението. Фетаи истакна дека во новиот закон не се прецизира дали се работи за резидентно или нерезидентно население, туку се зема вкупниот број на популацијата. Për sa i përket çështjes së popullatës rezidente jo rezidente, duhet të kujtoj që kategoritë e tilla u krijuan përmes metodologjisë për regjistrimin e popullsisë. Metodologjinë për regjistrimin e fundit, ato nuk figuronin në ligj, në lidhje me atë pjesë ka po ashtu lëndë në gjykatën kushtetuese dhe duhet të shohim epilogun e kësaj lënde. Pra unë këtu do ngelem në këtë nivel, përgjegjësia do jetë në kuadër të trupit koordinues dhe te Agjencioni i Administratës, i cili bashkarisht dhe me miratim të trupit koordinues do sjell metodologjinë e re. За спроведување на законот се најавува формирање на координативно тело на политичко ниво предводено од вице-премиер, во кој ќе учествуваат и министрот за јавна администрација, министрот за финансии и Агенцијата за администрација, кои треба да ја конкретизираат содржината на методологијата. Овој закон следува по укинувањето на механизмот балансер од страна на Уставниот суд. Вице-премиерот Меджити упати апел до опозицијата да биде конструктивна и да поддржи проекти кои се во интерес на граѓаните и, како што додаде, се во духот на Охридскиот рамковен договор.